историја, со законот за собранието, согласно сите парламентарни практики во Европа и во светот, бидејќи во сите парламенти администрацијата има посебен статус, се покачија примањата на вработените за 17%. Зошто го предлагаме ова зголемување? Прво, веќе реков, за да се европеизираме, бидејќи во извештајот пишува дека се потребни реформи во администрацијата, ако сите парламенти во Европа, особено во Европската Унија, имаат посебен статус на парламентарната администрација, би сакала и нашата да го ужива тој статус. Зошто да го ужива тој статус? Јасно е дека во пореметената рамнотежа на власт, односот меѓу владата или парламентот и владата е однос на Давид против Голијат. Тоа мора да се смени. Веќе дојде, како што знаете, заради посебниот статус на судиите и на јавните обвинители и до посебни примања, посебно наградување на вработените во правосудството. Мора да биде истото и во парламентот. Значи, јас и колегите, колешките бараме посебен статус, бидејќи таков постои. Што би значело тоа? Тоа би значело дека нашата логистичка подршка, која ни ја даваат, би добила на квалитет. Парламентот, ако сте забележиле, го напуштаат многу вработени во администрацијата. Не е случајно. Немаат статус како останатите вработени во администрацијата. Немаат можност за усовршување, немаат можност за тренинг, немаат можност за поинакво работно време. Сето тоа мора да се смени. Дури си дозволивме парламентарниот институт, кој подготвува извонредни студии за нас, да биде финансиран од странска организација. Сега веќе не е така, но и него го напуштаат најквалитетните кадри. Видете, 2 години се доволен период за да сватам дека кога ја нема асистентката со која соработувам Симона, јас сум хендикепирана. Тоа се однесува на сите пратеници. Погледнете во колку комисии седат асистентите. Ајде да ве прашам, ако причината за зголемувањето на платите во Министерството за финансии беше зголемениот ангажман околу буџетот, каков ли е ангажманот на вработената администрација овде кога зборуваме за буџетот? Улогата на буџетската канцеларија, анализите што ги добиваме, анализите во секоја од комисиите за буџетите. Значи, квалитетот на нашата работа е директно предусловен од квалитетната работа, ама и квалитетното и соодветно наградување на вработените во администрацијата овде. Кој ако не ние би требало да предложи покачување на нивните плати? Тоа значи дека ние всушност себе си се штитиме, бидејќи нивниот подобар статус и нивното подобро наградување директно ќе се одрази на квалитетот на работата. Да подсетам и нешто друго, зошто јас и колегите се одлучивме да предложиме ваков амандман. Ние сме единствениот парламент во Европа чија администрација нема синдикат, па нема кој да ја брани од нас. Тогаш, значи, ние, бранејќи ја неа, го браниме дигнитетот и интегритетот на овој парламент. Сега не можам да не кажам нешто од каде ја добив инспирацијата. Интересно, но иако е непознат феномен, овде се случи. Се е суи генерис. Пазете, не министерот за финанси, не заменик министерот за финанси, туку група пратеници предложиле
при донесувањето на законот за буџетите, зголемување на платите на вработените во Министерството за финансии. Па од каде ја знаат тие работата на вработените во Министерството за финансии? Ама сигурно ја знаат работата на вработените овде. Згора не можам да не кажам. За сите вработени во сите министерства из закон важи. Не може вработените во Министерството за финансии заради посебниот ангажман при изготвувањето и извршувањето на буџетот да добиваат 30% повеќе од основната плата. Би можело ако се напише дека во сите министерства зголемениот обем на работа ќе биде соодветно наградуван. Значи, да кажам, може и компаративно и според законот за парламентот вработените во оваа институција без кои ние сме целосно хендикепирани да имаат посебни примања. Зголемувањето што го предлагаме е многу скромно. 11% и со тоа тие ќе се изедначат со ексклузивниот статус на вработените во Министерството за финансии. Очекувам поддршка од сите вас. Ако сакаме да гледаме овде задоволни, среќни, посветени, ангажирани вработени, кои се свесни за посебниот статус во државава и за посебната улога во нашата работа, а ние им служиме на граѓаните, тогаш најмалку што може да сториме е, пред да си заминаме, да им овозможиме пристојно место за работа и живот. Благодарам.